Државниот завод за ревизија изврши ревизија на Министерството за образование и наука за 2023 година. Утврдени се состојби, неправилности и неусогласености кои влијаат на издаденото неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи на сметката на основен буџет, како и усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. Утврдено е дека Министерството повеќе од една деценија не презело мерки за наплата или отпис на побарувања по основ на студентски кредити во износ од 18 милиони евра. Проектите за изградба и реконструкција на училишта се спроведувале по програми без утврдени цели, приоритети и индикатори на успешност, а студентскиот дом Тетово е пуштен во употреба без технички преглед и одобрение за употреба. За стипендии на студенти на врвни странски универзитети исплатени се речиси 3 милиони евра, без воспоставен механизам за нивно ангажирање и следење по завршување на студиите. Исплатени се повеќе средства за уписнини поради пресметки по курс на денот на исплата наместо на денот на конкурсот. Проектот за превод на стручни книги вреден 13 милиони евра остана без резултат. Голем дел од книгите суште се во магацини, без евиденција и сооштетувања. Учебниците се графички и технички уредувани во повеќе наврати, прво како ракописи од авторите, потоа операторот наплатувал за нивно уредување за целосен број на страници, а не само за реално уредените. По преводот на 4 јазици повторно се уредуваат, што предизвикува нерационални трошоци. Изградбата на 2 факултета во Скопје, Факултет за физичко образование, спорт и здравје и Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Свети Кирил и Методий е во застој од 2019 година. За нивно завршување ќе бидат потребни дополнителни 22 милиони евра и најмалку 3 години. За повеќе информации, прочитајте го целиот ревизорски извештај на веб страницата на Државниот завод за ревизија.